Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Во судницата во Идризово денеска продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 63 лица. Одиме веднаш таму во живо на терене. Колегата Зоран Јаневски го имаме во овие вести. Зоран, почна ли судењето? Како течеш? Да, судењето за дискотеката Пулс, односно пожарот во дискотеката Пулс, кој што се случи во марта годинава, започна судењето овде во дигиталната судница во близина на затворот Идризово. Сепак адвокатите и денеска реагираат за спојувањето на двете обвиненија, односно обвинението со кое претходно беа опфатени 34 лица, како и обвинението за сопственикот на фирмата за обезбедување, кое што на првото судско рочиште од овој судски предмет беше додадено на претходното обвинение. Денеска адвокатите реагираат бидејќи со интегрираното обвинение всушност било сменето и времето на извршување на кривичните дела, па како што велат, станувало збора за ново обвинение. Па судот бил исправен пред предизвикот да одлучува, односно да донесе оценка како за оценка на ново обвинение. Како што посочуваат адвокатите, повлечен е огромен број на сведоци, па тие најавуваат дека дел од повлечените сведоци на обвинителството ќе ги повикаат како своји за одбрана. Имаме дел од изјавите на адвокатите, па предлагам да ги погледнеме. Нас ни беше доставено тоа интегрирано, така наречено обвинение, но ниту на еден од обвинетите. Ние во судница како бранители не сме обвинети, ние сме во судница ради обвинетите кои го немаат обвинението, за да знаат зошто седат во судници, зошто се обвинети. Дел од нив се во притвор, дел се во куќни притвори. Несериозно е од обвинителството да не достави, па макар и вакво интегрирано обвинение на обвинетите, затоа што денес ни предстоеше изјаснување на вина. Како некој ќе се изјасни за вина ако го нема она да го прочита зашто е обвинет? Однесувањето на обвинителството е несериозно. Несериозно е кон судот, несериозно е пред се кон семејствата на загинатите, несериозно е кон одбраната и несериозно е кон обвинетите лица. Ако дозволиме било што да поминува, како што посакува обвинителството, ние на крајот на денот нема да дојдеме до она за што сите се залагаме, а тоа е одговорните лица да сносат одговорноста, невините лица што доста ги има во овој предмет со оглед на квалификацијата на делото, да бидат ослободени од вина. Меѓутоа, со ваквото однесување на обвинителството едноставно не се дава шанса на самата постапка. Да, како што посочија и самите адвокати и во судницата и во своите изјави, дел од обвинетите, односно практично ниту еден од обвинетите не го добил интегрираното обвинение кое што на првото судско рочиште практично беа споени двете обвиненија, па поради тоа и како што рекоа, нивните клиенти не можат да се изјаснат во однос на вина. По ова судот одлучи дека денеска обвинетите нема да се произнесат за вина, ниту пак ќе има воведни говори, бидејќи се обврза судот да го достави изменетото обвинение првин до обвинетите, да можат тие да го погледнат, па во наредните судски рочишта да се произнесат за вина. На самиот почеток од судскиот процес пак дел од роднините на загинатите ја пофалија работата на судот и обвинителството и им забележаа на адвокатите за нивните барања. Како што велат во нивните изјави, тие бараат правда за своите деца. Еве изјавата. Се надевам дека судиката која што го води судскиот процес ќе продолжи и понатака исто како и на првото рочиште. Праведно и фер. 8 месеци, повеќе од 8 месеци, ние родителите на починатите деца живееме во агонија. И кај мене, кога заврши првото рочиште, се појави една искра на надеж, а токму причината за таа надеж е судиката и воведниот дел на обвинителите. Ние, родителите на починатите деца, бараме само правда. Од тој кобе 16 март и на почетните маршеви
И денес велам дека никој од нас не растел дете за да стане херој, туку да стане човек. За жал, нашите невини деца кои ги убија ја платија цената на овој корумпиран систем. Добри деца кои што потекнуваат од честни и скромни семејства. Ниедно од овие семејства кои што изгуби дете не е дел од тој корумпиран систем, а ние ја плаќаме цената со изгубените животи на нашите деца. Со оглед дека обвинетите не го добиле изменетиот обвинителен акт, за да не пропадне денешното судско рочиште, судиката најави дека првин ќе се достави обвинението до обвинетите за да можат на наредното судско рочиште тие да се произнесат по однос на вина, па во текот на денешниот ден судењето ќе продолжи со произнесување во однос на оштетните побарувања кои што ги имаат роднините на загинатите. Александар, остануваме да го следиме судењето, па повеќе детали за наредното информативно издание. Зоран, ти благодарам за сите овие информации. Беше тоа Зоран Јаневски кој што известуваше од судницата во Идризово, каде што денеска се одржува второто рочиште за пожарот во случајот Пулс. А поранешен заменик министер за земјоделство, еден директор и уште двајца раководители се меѓу осомничените во рамки на големата акција која од утрова спроведува полицијата во координација со Скопското јавно обвинителство на повеќе локации во Скопје, Тетово и Куманово. Според информациите до кои дојде сител, станува збор за малверзации со стоковите резерви. Лицата со неизвршување на својата службена должност придонеле да се изврши отпишување на 1,5 милион килограми меркантилна пченица и 500.000 килограми јачмен од државните стоковни резерви, со што причиниле штета на буџетот од околу 780.000 евра. Меѓу осомничените е поранешниот министер за земјоделство, поранешен директор на Агенцијата за стокови резерви, уште двајца раководители од оваа агенција, како и едно вешто лице од Бирото за процени во областа на земјоделството. Информациите ги потврдија и од основното јавно обвинителство, но и од МВР, од каде најавуваат повеќе детали во текот на денот. Обвинителството се уште го истражува случајот во кој вчера во Тетовско 42 годишен маж беше пронајден во автомобил со прострелна рана во главата. Од обвинителството велат дека извршиле увид и издале повеќе насоки за откривање на сторителите, имајќи предвид дека предпоставките се дека станува збор за ликвидација, бидејќи првичните околности покажале дека врз сега убиениот е пукано од надвор во прозорецот на автомобилот, додека тој седел на едно од седиштата. Дадена е наредба за обдукција, наредба за подигање на возилото и други траги од лице место на кои ќе се врши вештачење, наредба за обезбедување на снимки од видеонадзор, како и други докази. По наредбите се уште се постапува, информираше обвинителството утро. Премиерот Мицкоски останува на ставот дека не е задоволен од перформансите на обвинителството. Тој рече дека и натаму е во тек постапката за разрешување на државниот јавен обвинител Коцевски, коментирајќи дека очекувани биле неговите позиции кои вчера ги изнесе во ТВ интервју, дека неговата смена е политички чин. Ние не очекуваме од јавниот обвинител да каже да, виновен сум, не успеав во својата работа. Едноставно, тоа е очекувано што тој го кажува, така што аргументите, јавноста ги гледа, јавноста сведочи за неговата работа, за работата на обвинителството, на судовите. Повторно ќе кажам, малкумина, за жал, и тоа е тој кој што е заробеник на тие малкумина во рамките на обвинителството, имаше можност, имаше шанса, за жал, таа не искористи. Климатските промени влијаат врз економиите и финансиските системи, а ризиците поврзани со нив можат значително да ја нарушат ценовната и финансиската стабилност. Затоа централните банки овие ризици веќе ги интегрираат во аналитичките рамки. Од следната година стапува на сила нова регулатива, каде банките ќе мора да го вкалкулираат и овој ризик, коментираше гувернерот Трајко Славевски, кој имаше своје обраќање на конференцијата за климатски ризици и финансиската стабилност, која денеска се одржува во Скопје.
Мрежата за позеленување на финансискиот систем како декларација, дел од КОП-30 во Бразил претходно овој месец, ги нагласува се поголемите макроекономски и финансиски ризици поврзани со одложени климатски действија. Во оваа одлука 136 централни банки и супервизори заедно со 23 наблюдувачи предупредува дека 3-годишното одложување на климатските акции можат да и повеќе од тоа да ги удвојат овие традиционални трошоци. Во 2022 година 1/4 од европските банки нема управување со климатски ризици. И ова веќе падна на само 5% до крајот на 2024 година. Во истиот период, овие банки покажа водечки практики во некои области и тој процент се зголеми на 56%. Овој мек пристап сега веќе е преиначен во задолжителни регулативи во еден пакет кој што ќе стапи на сила во 2026 година. Тој предвидува зајакнати барања и услови за управување со овие ризици со цел подобри планови за транзиција. Пропадна тендерот за универзална сала. Министерот за култура вели дека добил известување и дека веднаш почнува постапка за распишување на нов тендер кој ќе одолговлечи постапката за околу 2 месеци, што според него нема да го пробие рокот кој си го постави до 2028 година. Морам, на жалост, да кажам дека добивме известување од Комисијата за жалби дека тендерот за универзална сала не помина, бидејќи имаше одредена жалба или поплака во однос на изведувачот, единствениот изведувач кој што беше. Според мене таа не е суштински проблемот, но како и да е, има известување од Комисијата за жалби, така да наредната недела повторно ќе го повториме тендерот за универзална сала. Тоа ги одолговлекува вашите планови дека нема да биде готово до 28? Не, видете, реално ќе одолговлечи работата плюс уште некаде околу 2 месеци, бидејќи сега постапката ќе трае малку пократко, бидејќи онаа фаза во која што го изработувавме тендерот траеше некаде 15 до 20 дена, сега во однос на таа фаза нема веќе забелешки, што значи дека веднаш ќе го распишеме тендерот кој ќе помина тие 10 дена, тоа беше минатата недела, мислам дека во средата или во четвртокот го добивме известувањето. Општина Штип и оваа година ќе им доделува стипендии на најдобрите ученици во основното и средното образование. За таа намена предвидени се 600.000 денари, а сите детали ги има нашиот штипски дописник Трајан Ристовски. По четврти пат општина Штип ќе доделува стипендии и еднократни парични награди на ученици од основните и средни училишта кои имаат значајни достигнувања на надпревари на државно и меѓународно ниво. Право на учество имаат сите ученици кои се редовни и треба да имаат освоено прво, второ или трето место на државни надпревари. Од општите услови кои треба да ги исполнуваат учениците кои ќе конкурираат се да се жители на општина Штип и да се редовни ученици во основните или во средните училишта на територијата на државата. Важно е да се напомене дека средствата кои што ќе се доделат оваа година се во износ од 600.000 денари, од кои 420.000 денари ќе се доделат за стипендии на ученици. Остатокот од 180.000 денари ќе се додели за еднократна награда за учениците кои постигнале значајни резултати на меѓународно ниво. Се зависи од успехот. Има методологија по која се пресметуваат бодовите кои што учениците ги добиваат и потоа се доделува соодветна награда, односно стипендија, инаку има 3 категории за стипендии кои што ќе бидат доделени. Првата категорија се оние ученици кои ќе земаат 3.000 денари месечно, втората категорија се учениците со 2.500 денари и третата категорија се ученици кои ќе земаат 2.000 денари месечно. Пријавувањето може да биде во електронска или во писмена форма со достава до архивата на општината. Крајниот рок за пријавување е 8 декември. Стипендиите и наградите не само што ги охрабруваат учениците да продолжат со успехот, туку и создаваат мотивирачка средина во која трудот и знаењето се препознаени и наградени. За Сител, Трајан Ристовски.
Обилните врнежи во последните неколку дена го нормализираа водостојот на Охридското езеро. Тоа денеска е 10 сантиметри над просечниот водостој за месец ноември. За споредба, пред само 10 дена нивото на водата во езерото беше 10 сантиметри под месечниот просек. Температурата на водата денеска изнесува 13 степени Целзиусови, што е речиси идентично со просекот за ноември, кој што изнесува 12,9 степени. Надпросечен водостој бележат и повеќе реки, а некаде водотеците се излеваат од своите корита, при што предизвикуваат штети на земјоделските поседи и околните имоти.